Седма глава. Неговиот ум. Имав обичај да ги препишувам умствените борби на мојот сопруг на неговиот музички гений. Го знаете уметничкиот темперамент, светол и брилијантен од една страна, а мрачен и нерасположен од друга. Кога нешто го измачуваше, зборовите во неговиот ум му велеа дека нема да успее, дека не вреди ништо, дека е неспособен да го направи она што треба да го направи. Тоа немаше никаква основа во реалноста, бидејќи тој имаше такви мисли и среде својата најпродуктивна и успешна работа. Долго време не можев да разберам дека битките кои ги водеше во својот ум не мора да бидат окарактеризирани како едноставно каков што е тој, или дека тој не мора сам да се бори против нив. Ако тој и јас сме едно, тогаш нападот врз неговиот ум беше исто така напад и врз мене. Можам да застанам со него во битката изјавувајќи: тоа не е Бог кој зборува во животот на мојот сопруг, туку тоа е гласот на непријателот. Јас нема да стојам настрана и да гледам како се играат опасни игри во неговиот ум и со нашите животи. Решив да се обидам со еден свој експеримент и да застанам против лукавствата на ѓаволот во Исусовото име. Ефешаните, 6 глава, 11 стих. На крајот од краиштата, Библијата вели: со секаква прозба и молитва, молете се во духот во секое време, и заради тоа бдеите со сета истрајност и со молба за сите светии. Ефешаните, 6 глава, 18 стих. Се разбира дека сите светии е категорија, иако не е опис која го вклучува и мојот сопруг. Додека упорно се молев за него во следните неколку месеци, бев вчудовидена од резултатите. Не само што тој можеше подобро да ги контролира мислите во својот ум, туку и јас најпосле можев дури да го видам нападот како доаѓа и да се борам против него во молитва пред тој да се пробие. Колку повеќе мојот сопруг гледаше одговори на моите молитви, толку повеќе сваќаше од каде доаѓаат лагите и се помалку им веруваше. Додека патував низ земјата заради моите говорнички ангажмани и додека зборував со жени со најразлични професии, бев чудовидена кога видов колку е универзален овој проблем. Всушност, се чинеше дека без оглед на тоа каков темперамент или каква позадина имаат нивните сопрузи, тие искусуваа исти лаги во нивните животи. Најпосле сватив дека сите мажи имаат непријател кој сака да го наруши она што Бог сака да го направи во нивниот живот. Жените го имаат истиот непријател, но се чини дека мажите се почувствителни на неговите напади во одредени области. Дури најсилниот маж може да се почувствува исцрпен, поразен, оптоварен, очаен или заробен во работи кои го одвојуваат од Божјото присуство. Тој не секогаш ги гледа стапиците на непријателот, кој сака тој да поверува дека она со кое се соочува е ненадминливо. Неговиот ум се исполнува со зборови како безнадежно, невреди, неуспех, невозможно, готово е и зошто да се обидувам. Жената може да се моли нејзиниот сопруг да ги препознае лагите и место нив да слуша зборови како надеж, напредок, можност, успех и нов почеток и да знае дека тие се од Бог. Две најмоќни оружја против нападите на лагите врз умот на твојот сопруг се Божјото Слово и славењето. Зашто Божјото Слово е живо, делотворно и поостро од секој меч со две сечила и пробива до разделувањето на душата и духот, на зглобовите и срцевината и е способно да ги суди мислите и намерите на срцето. Евреите, 4 глава, 12 стих. Изговарањето на Божјото Слово може да ти го открие погрешното размислување и тоа ќе ја загуби својата сила.
Ако твојот сопруг не сака тоа самиот да го прави, ти можеш да го изговараш Божјото Слово над него, било во негово присуство или сама во молитва, и ќе видиш позитивни резултати. Јас сум го правила тоа за мојот сопруг безброј пати, а тој може да потврди колкава сила има тоа. Го потсетувам дека Бог не му дал дух на страшливост, туку дух на сила, љубов и здрав ум. 2 Тимотеј, 1 глава, 7 стих. Му кажувам дека се молам за него, за да има здрав ум во секое време. Славењето е исто така моќно оружје, бидејќи Божјото присуство доаѓа меѓу нас кога го обожаваме. Во неговото присуство наоѓаме исцеление и преобразување на нашите животи. Зашто иако го познаа Бога, не му оддадоа слава како на Бог, ниту му благодарија, туку станаа суетни во своите мудрувања и нивното неразумно срце се помрачи. Римјаните 1 глава 21 стих. Ти не би сакала суетни мудрувања да го помрачат срцето на твојот сопруг. Слави го Бог за здравиот разум на твојот сопруг, а тој ќе може појасно да размислува за тоа што ќе дозволи, а што нема да дозволи да влезе во неговиот ум. Депресијата, огорченоста, гневот, стравот, отфрленоста, безнадежноста, осаменоста, бунтовништвото, искушението, злото и многу болести започнуваат во умот. Овие нешта можат да го контролираат твојот ум, освен ако ти прво не ја преземеш контролата врз твојот ум. Токму затоа Бог не учи да не го прифаќаме за вистина сето она што ќе ни падне на ум. Секогаш ги испружува в рацете кон бунтовничкиот народ, кој оди по лош пат, по своите мисли. Исаја 65 глава, 2 стих. Тој сака да ги имаме неговите мисли, а ние, кои веруваме, го имаме Христовиот ум. 1 Коринќаните, 2 глава, 16 стих. Ајде да се молиме нашите сопрузи да го имаат Христовиот ум и секоја негова мисла да биде под Божја контрола. Кој не го сака тоа? Молитва. Господе, се молам да го заштитиш умот на мојот сопруг. Заштити го од лагите на непријателот. Помогни му јасно да го разликува твојот глас од другите гласови и покажи му како да ја плени секоја мисла, како што ти не поучуваш. Нека жедне за твоето слово и нека гладува за твојата вистина, за да може да ги препознае погрешните мисли. Дај му сила за да им одолее на лажните мисли. Подсети го дека тој го има Христовиот ум. Онаму каде што лагите на непријателот веќе ги окупирале неговите мисли. Јас ги одвраќам со тоа што ја поканувам силата на Светиот Дух да го прочисти неговиот ум. Господе, ти ми даде власт над секоја сила на непријателот. Евангелие според Лука, 10 глава, 19 стих. Преку авторитетот што ми е даден во името на Исус Христос, им заповедам на сите лажливи духови да го напуштат умот на мојот сопруг. Прокламирам дека Бог му дал здрав ум на името на сопругот. Тој нема да й даде простор на конфузноста, туку ќе живее во чистота. Тој нема да биде измачуван од нечисти, зли, негативни или грешни мисли, туку ќе се преобразува преку обновување на својот ум, за да може да докаже што е добрата, прифатливата и совршената Божја волја. Римјаните, 12 глава, 2 стих. Овозможи му да биде силен во Господ и во силата на неговата моќ. Ефешаните, 6 глава, 10 стих. Помогни му да не се грижи за ништо, туку во се, преку молитва и благодарност, да ги искажува своите барања пред тебе, а твојот мир, што го надминува секое разбирање, нека го штити неговото срце
и неговите мисли во Христос Исус. Филипјаните, 4 глава, 6 и 7 стих. И најпосле, се што е вистинито, што е честно, што е праведно, што е љубезно, што е на добар глас, ако е некаква доблест, ако е некаква пофалба, нека размислува за тоа. Филипјаните, 4 глава, 8 стих. Моќни алатки. Ние навистина живееме во телото, но не војуваме според телото, зашто оружјето на нашето војување не е телесно, туку е со божествена моќ за разурнување на упориштата. Ние ги рушиме мудрувањата и се што се крева против познавањето на Бог. Ја плениме секоја мисла за послушност на Христос. 2 Коринќаните, 10 глава, од 3 до 5 стих. Мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот е живот и мир. Римјаните, 8 глава, 6 стих. Но гледам друг закон во моите органи, кој војува против законот на мојот ум и ме заробува под законот на гревот што е во моите органи. Римјаните, 7 глава, 23 стих. И така, јас самиот со умот му служам на Божиот закон, а со телото на законот на гревот. Римјаните, 7 глава, 25 стих. Љуби го Господ својот Бог со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја сила. Евангелие според Марко, 12 глава, 30 стих.